Добро дојдовте во За или против, јас сум Љупчо Светановски. Имам чест денеска мој гостин да биде амбасадорот и колумнист Ристо Никовски. Добро дојдовте. Порно нашол. Амбасадоре, нешто што се случува во континуитет веќе 2-3 недели, зборуваме за изборниот законник кој што предизвика еден сериозен атак на опозицијата врз диаспората. Диаспората која што по сите правила на нештата во секоја нормална држава треба да биде вклучена во матичната држава, но еве сега е отурната повторно и тоа во континуитет се случува од една те иста партија. Зошто, амбасадоре, диаспората толку и пречи, толку нашите иселеници и пречат на оваа опозиција? Многу е јасно тоа и многу едноставно. Разбирате, факт е дека едина наша партија која нешто правела, се грижела за нашите надвор, тоа е ВМРО-ДПМН. Мислам, моментално правите да сериозна грешка во однос на нашите во Албанија, али тоа са не е тема и мислам тоа треба подхитно да се расчисти. Али во однос, и мислам, не прават разлика меѓу малцинство, што е како што се чини, и диаспора. Малцинството е една работа, таа мора да биде поврзана со државата, зашто тоа е дел од народот, разбирате. Диаспората е, да речам, не отуген народ, али отиден народ од државата. Тоа е, мислам, за македонскиот народ, драгоцени се секој наш човек во Канада, во Австралија, било каде, али третманот е друг. Таму може да има делување на партиите и ВМРО го прави тоа на еден измореден начин. Морам да признам дека во последно време не гледам некакви активности на ВМРО во диаспората. На времето беа често таму присутни, пужа помош, интересира, велам, и затоа во огромен дел диаспората, ако има систем за олеснето гласање, ќе гласа за ВМРО. Така да причината за сите овие измислуваат разни така изговори, зашто, како, не знам што, суштината е таа. Има ли поголем приступ за гласање на диаспората, најголем дел од гласовите ќе добие ВМРО-ДПМН. Со право, бидејќи со години, со децении, тие се таму присутни. Така да причината е таа. Иначе, знаете, има еден друг принцип. Сега, јас не се разбирам многу во изборните законици, во изборните правила, меѓутоа ќе ви кажам, кога бев на служба во Лондон во 90-те години, забележав дека од 3 партии беа, сега има 4-5 и повеќе има, и Фараш се појави таму, им прави, Растор им прави на британците, али велам, во суштина тогаш имаше 3 партии, имаше конзервативната, лабористичката и либерална. Либералната партија имаше 15% од гласовите и 5% од пратениците. И се разговарав со сите, од сите 3 партии. Ве кажете ми, јас ова не може да го разбера, вие се демократско општество, овие 15% гласови, 5% пратеници. Зашто е така? А, вика, тоа е, вика, за заштита, вика, на функционирање на државата, вика. Ако тие добијат 15% од гласовите, вика, и од пратениците, значи добија гласови, али од пратениците, вика, нема да се може да се формира влада. Од нив ќе зависи владата, вика, тие ќе бидат главни, ќе почнат проблеми. Значи, во градењето на изборен законник за изборен процес мора се води и тоа да државата утре не биде во залога или да не биде, да речам, причина да биде жртва на една партија или на некои решенија кои утре може да комплицираат создавање на влада, разбирате. Затоа што ако нема силна влада, нема владење, нема решавање на проблемите, поготово за една Македонија која е соочена со многу проблеми. Мислам да се разбереме. Од секој аспект. А да почнеме само од дворешно политички. Македонскиот народ се уште не е етаблиран, македонска држава, мислам во целина, како македонскиот народ репрезент и главен, доминантен во таа држава, се уште не е етаблирана на меѓународен план. Знаете. Зашто нас не примат во Европската Унија, бидејќи влеземе ли таму, завршена таа приказна. Не може никој да оспорува утре има македонци, нема македонци, има македонски јазик, нема македонски јазик, нема историја и така натака. Додека не станеме членка на Унијата, тој е символот на наша оваа сегашна позиција, македонското прашање се уште отворено и се уште на маса.
Во превод сакате да кажете дека она што мислам го знаат и повеќето луѓе, но дека СДС има зошто да се плаши, дека сето ова што го зборува околу несигурноста на гласањето, дали било по пошта, дали било приказни за деца. Приказни за мали деца. Приказни за мали деца. Да. Мислам очигледен, тоа и да се разбереме, и тоа е факт. Секој што малку повеќе се разбира во тие работи, што ги следи тие работи, јасно му е дека диаспората, ако добие полесен пристап на изборите, да не користам проценти, али во огромен број ќе гласа за ВМРО, затоа што велам, он едини се интересира, се грижи за нив и поготово во оваа ситуација, знаете, нашите луѓе во странство се поголеми патриоти од нас. Да. Тие сите овие наши болки, наши маки, разбирате, ги доживуваат многу пострашно отколку нас. Ние сме тука и со тоа живееме. Ама тие се тамо се чувствуваат, знаете, кој ќе нешто е оспорено на македонците, на македонскиот народ, нив како лично да им земат нешто. Мислам, то тамо е тоа отидено, сваќате? И во оваа ситуација, кога овие сака да прода и продадоа се, претходната власт, разбирате, нанесе историски штети на оваа држава и на овој народ, а ова новата власт, разбирате, е символ на нешто друго. Колку се тоа се реализира, колку се постигнуваат соодветни резултати, тоа е друго прашање. Али во секој случај, велам, луѓето во странство, сите тие работи, наши маки, голготи, многу потешко и подлабоко ги доживуваат и затоа имаат поостро, по-истенчено чувство за кого да навиваат, за кого да гласаат, затоа што гледаат кој се бори за оваа наша македонска кауза, за овој македонски народ, а кој е спремен да голтакне и да витка рбт и да прифаќа све што треба и што не треба. Вие сте во комуникација со нив, како лично тие реагираат на ова што сега им го прави СДС? Ачике зошто им го прави сето тоа, но од разговорите со нашинците во диаспората, знам дека сте во контакт со нив. Како тие реагираат на ова што не е прв пат да им го прават вакво нешто, нели? Но ова мислам дека се претера работава. Како реагираат тие? Сите се незадоволни, крајно незадоволни, со кои јас имам контакт и велат, ние сме дел од таа држава, дел од тоа општество, не само по потекло, мнозина од нив имаат тука и имот, имаат и куќи, имаат и станови, имаат и роднини, често доаѓаат, имаме, знаете како, на крај од повозрастните кои ќе се во пензија, тука доаѓаат, ако не цело време, поминуваат по 5, 6, 7 месеци, значи тие се поврзани тука и тоа нив тешко им паѓа и мислам дека со една ваква политика на опозицијата, таа, да речам, припадност или поддршка кон сегашната владеачка партија ќе биде само поголема. Така те го постигнуваат спротивниот ефект. А знаете, до сегашниот систем, кога нашите одеа низ светот се трошеа, тешки пари се трошеа, а имавме, мислам, символичен одзив на гласачите, е тоа апсолутно недомакинско и апсолутно не сме да се толерира повеќе. Две работи се, амбасадоре. Едната е дека државата губеше енормно пари, како за целото гласање во државата, ние трошевме за многу малку, бидејќи на страна. Но и другата работа, тие наши нашинци, во едно земјиште како Канада или Кина или Соединетите Американски држави, а вие треба да отидете до Торонто, па не знам од Манитоба јас да палам колата, малку нели не е логично, треба да им се обезбеди на луѓето како ќе гласаат. Вие од цела Канада да се соберете на 2 конзуларни представништва каде и да се нели невозможно е. Канада е втората најголема држава во светот после Руската федерација. Има речиси 10 милиони квадратни километри, разбирате. Јас кога работев на времето во Куба, во поранешна Југославија, ме прашува, зашто не одиш во Бразил, во Мексико, во Аргентина? Му викам, слушај, од Хавана да леташ до, не знам, до Мексико е најблиско релативно, али пак далеку. Викам, да леташ до една Аргентина, викам, е 4 сати, викам. А од Европа до Америка ти треба 5 сати, викам. Или толку, или 4, разбира. Така да, тоа се димензии кои луѓето не ги разбираат. И тоа апсолутно, мислам, до сегашниот систем на гласање на диаспората е надминат, нефункционален и затоа што на крајот од денот малце луѓе се јавуваат. Мнозина од нив се заинтересирани да гласаат, да бидат дел од ова наше општество, ама под условите кои беа до сега, мислам да патуваш тим 4, 5, 6, 10 сати, како што се вели, надвор од умот. Како гледате? На овој многу интересен момент, бидејќи
Во овој случај, опозицијата, односно СДС, застанува против, да не речам, својот креатор, ктитор, мецена, зборуваме за Брисел, кој што многу често во минатото, да не зборуваме за преспанскиот, за бугарскиот, за францускиот предлог, за се што не требаше, имаше силна поддршка, не само поддршка, туку оттаму и доаѓа наредбите. Сега, оваа партија, која што е, нели, секогаш влюбена во нешто на Б, дали е Брисел, дали е Белград, тоа е, нели, од 45-та па навака, истите се. И како сега гледате на тоа што застанува против својот создател, дури една Марта Кос, знаете премиерот која реагираше, имам чувство дека ќе има притворање, паѓаа во несвест, нели, сечеа вени, сега излезе Марта Кос и таа знаете што рече? Чувствувам дека ќе се донесе законот. Зошто не скокна против неа? Истата конотација беше. Во превод дека овие ќе попуштат бидејќи треба да попуштат, односно мора да попуштат бидејќи ние така сакам. Сега мецената, ктиторот застанува против оние кои што ги создал Франкенштејнчињата, нели, како иде. Како гледате на овој интересен феномен? За одат против тоа? Видите, прво мора се признае дека власта им даде одворен, широк простор да решат што сакаат. И рече, еве вие договорете се, само нека гласа дијаспората, се ќе потпише. Се друго, да. Така да велам, начинот на кој го третира власта, таа има своји интереси, се разбераме, и тоа е нормално, али начинот на кој го третира целиот проблем е крајно демократски, дава шанса, али очигледно стравот од она што предлого го рековме дека ќе има многу на другата страна, овие ги спречува, ги инхибира и велам, решение јас мислам дека нема да се најде. Иначе едно искуство, разбирате, околу тоа, например, гласање писмено. Во Соединените американски држави до 1972 година, значи пред колку тоа е 50-60 години, 95% од гласањето беше лично и на денот на изборите. Во 1922 година само 50% од луѓето гласа на денот на изборите. 50% гласа претходно. Од нив 20% гласа писмено и 20% гласа лично. Значи ти можеш дојдеш тамо да гласаш претходно, имат услови и не чекаш денот на изборите. Разбирате? Да. Многу интересно. И во 3 американски држави моментално веќе си 100%, не ги знам кои се тие држави, не ме интересираше, мислам, се гласа 100% писмено, разбирате. Да. Така да во еден систем или ако ќе дојдеш да гласаш лично, имаш избор да ти дадат ливче кој ќе го скенираш и на тој начин гласаш, или да ќе те упатат на машина, значи пак да гласаш електронски. Так. И на крајот од денот, кој ја завршат изборите, има избирачки одбори кои ги проверуваат подписите на писмата и кои проверуваат, кои ги бројат гласовите, разбирате. Така еден систем, нивниот систем е многу комплициран, поготово со електорите за председателските избори, така да не треба ние да ја копираме тој систем, али овој другиот дел што може да биде атрактивен за нас, па да не откриваме топлата вода, да учиме, разбирате. Но на ова секогаш кога моите колеги ќе го прашаат дотичниот Венко Филипче, одговорот е: па не сме ние Америка. Ова се случува во Естонија уште пред 15 на години, електронско целосно гласање. Америка гласаат и вака и така, целиот свет. Имаше многу добри прикази што ги правеа моите колеги како анализи. Европа е зелена во тој однос. Има неколку, Унгарија и уште земја две кои што не го дозволуваат тој начин на гласање на дијаспората, но еве, како гледате на тој, од една страна се прават космополити и се, но од другата страна е она темната страна на СДС, The Dark Side of the Moon, или она со джедаите, поверојатно може да го поврземе, темната сила, но има еден наплив на автошовинизам, на самопрезир. Работата е, сите тие се многу подобри од нас, ние сме некое си село таму избркани по дома. Самопоценување, што е, мислам, катастрофа. Да. Катастрофа. Така да видите, моменталната позиција на нашата главна опозиција, значи нивната позиција како опозиција е катастрофална. За се што се заговарат, видите, јас сум левичар, јас не сум десничар.
али гласам за десницата веќе долги години, затоа што таа едини се грижи за нашите национални и државни интереси, разбирате. Меѓутоа, левицата, кој ќе ги гледате денеска нивните пресконференции, Да. па јас се стравам од нив. Тоа нема разбирате. врска со социјалдемократија. Тоа нема така? врска со социјалдемократија. Така, тоа е Прво- неолиберализам. Прво некој видите, инсистирањето на промена на уставот. Да. Јас се залагам ќе одавна и повторувам, веќе пак ќе кажам. Промената на уставот на Македонија утре да направиме нема ништо да ни донесе. Тоа е само нова капитулација и нов пораз кој ќе не тера во амбис, разбирате. Да. Во денешен вестник двајца истакнати, да не ги спомнам имината, наши аналитичари, ако сакате, велат, зашто да не почнеме со преговорите, значи со други не спомнуваат да го сменим уставот, него зашто да не почнеме, разбирате? Па ако треба ќе застанеме. Тоа е чисто позиција на опозицијата. Да. Нивниот лидер кој е доктор вели да почнеме, па ќе видиме ако не ќе застанеме. Тој е оператор, значи тој како лекар вели да започнеме операцијата, па ќе видиме ако не оди ќе ја прекинеме. Ако умре. Ако умре. Кажете, па така тоа испаѓа. Нема малат, немам Тоа ништо. не да е непрофесионализам, тоа е неодговорност, разбирате. И еве да го повториме тоа. Ако Македонија утре го промени уставот, стаи бугари, турци, шкинези, кого сакате внатре, разбирате. Поготово бугарите, нели? Тоа е ултиматумот. Ако задутре тоа стапи во сила, да не биде одложено. Ако за недела дена ги почнеме преговорите, за 3 месеци да ги завршиме, што е надвор од умот. И што мислите, ќе стигнеме некаде? Никаде нема стигнеме. Операцијата е успешна, пациентот е мртов. Пациентот Тоа ќе мртов го и тоа пред да заврши операцијата е мртов, разбирате. Затоа што на крајот од денот, еве да ги завршиме да преговорите со Унијата, да подпишеме тој протокол или договор ми се чини се вика на крајот. И тој мора да биде ратификуван сите 27 собранија, парламенти. Бугарското собрание никогаш нема да прифати наше членство ако не се согласиме дека сме бугари пород, дека зборуваме бугарски дијалект, дека имаме заедничка историја, тоа е бугарска. Никогаш нема да прифати. Така да тоа е нешто што не мора да им го објаснува некој, мислам, тамо не се неписмени луѓе, разбирате. Ако малце размислуваат со своја глава, тоа мора да им биде јасно. И тоа се повторува и во печатот, и во медиумите и така натака. И ако не го знаат, треба да го прочитаат, разбирате. Значи, за лагањето да го менуваме уставот, да почнеме преговори е надвор од умот, погубно, катастрофално и нас ке не води само на ѓубришот до историјата, никаде на друго место. Има оние што ги велат амбасадори реформски закони со кои што ја реално како македонец немам проблем. Еве изборниот законник е дел од нив. Во ред, тоа е закони кој што се однесува на изборите. Дали било за дигитализација, во ред, за економските постулати, немам проблем, за законот за полиција, немам проблем, но ова е закон кој што задира таму каде што не смее да задира. Убаво им кажаа од владата последниот пат, мислам дека беше заменик министерот за надворешни, кога нели велеа никој не дава гаранции, ние не бараме гаранции за патот, бараме гаранции дека никој нема да ни чепка во идентитетот, нешто што севте се случува во евроинтеграциите. Еве сега вие пишувавте на таа тема дека всушност таа рамка што ја велат и сето тоа е всушност незаконска, затоа што Европа минува сите свои, нели, тоа што не треба да го прави, Европа всушност ги пречекорува своите овластувања и мандат, на што го пишувате. И го крши меѓународното право. Тоа е нелегално. И го крши меѓународното право. Така. Точно така. Видите, прво мислам погрешно е нашето инсистирање на гаранции. Да. Прво, никогаш, стопате ни кажа и од Европската Унија и сите, дека и човек ако малку ги гледа тие работи, му е јасно. Да. Нема мандат никој во Брисел, нити можност, нити механизам да даде било какви гаранции, бидејќи се зависи од 29 членки. Но тоа го раскринкува, токму ја уништува нивната приказка дека ова е последниот услов. Како може да каже такво нешто? Секате, додатокот на тоа, ако ја земете да ја читате малку внимателно преговарачката рамка, која велам е нелегална, која е апсолутно спротивна на основачките документи на Унијата, која е спротивна на копенхашките критериуми, која е спротивна на меѓународното право, нели така, а која гледате и малце по длабински ја читате, ќе видите
дека де факто иднината, односно успехот на Македонија, односно патот на Македонија кон Брисел оди преку Софија. Таа е така срочена на еден апсолутно неприфатлив начин, нецивилизиран начин, нелегален начин, разбирате? Агресивен начин, како сакате, разбирате? Да ние де факто ќе преговараме со Софија. И нашата претходница, нашата претходна власт, која се согласи со таа преговарачка рамка, потпиша историска капитулација, разбирате. Знаете, само ќе ви кажам еден момент. Значи, тамо се повикуваат главен членот 5 на преговарачката рамка, која се повикува на протоколите кои треба, сме ги подпишале, кога беше рамката готова, вториот протокол не беше подпишан, беше подпишан после 17 дена. И не само тоа, таа бара да се спроведуваат сите протоколи кои ги подпишуваме во иднина, кои презегуваат од членот 12 на договорот за непријателство со Бугарија, тоа не е никакво пријателство, разбирате, и според кои во суштината, зашто нема, еве, од 2022 година, 4 години, нема нови протоколи. За 8 години има само два. Зашто? Зашто Бугарија единствено признава напредок во спроведувањето на договорот за непријателство според резултатите на Историската комисија. А Историската комисија, видовме кои луѓе сега тамо. Сега тамо 7 бугарски екстранационалисти, шовинисти до крајност, разбирате, кои и не кријат како ќе преговарате и кои не само тоа, тие не кријат дека спроведуваат државна политика и дека тоа што тие го залагаат, тоа е веќе усвоено државата. Историјата, знаете, историјата работа која никогаш не е дефинирана. Секогаш ако има нов документ, имате вие нови елементи. За нив историјата е завршена, разбирате, таа е све бугарско и ако или ќе прифатиш тоа, или неа понатака. Значи, ако ја читате рамката, Бугарија во секој момент, и да и Грција се разбереме, Грција сега се крие. Така, на страна чека. Али, кога беше Пендаровски тамо, председателката му рече, има уште едно чудо работи кои не се дефинираме и нашите две земји, кои ќе ги решиме во текот на преговорите. Така и ги чекат преговорите, разбирате. Значи, нема теоретска шанса Македонија да тргне и да било каде стигне. Утре реков да го смениме уставот, заутре ги почнеме преговорите и да ги завршиме, али нема никош да ги завршиме, затоа што и Софија, и Атина, и кој знае кој, да се збереме, не дај Боже да влезе Тирана, и тие, ако сега Еди Рама вика дека тие нема да бидат бугари, така да, ќе бидат, бидете сигурни, на еден и друг начин. Може нема да биде и наверојатно нема да биде Еди Рама, ќе биде некој друг. Не Еди Рама, што ќе прави драма. Јас лично не верувам дека Бугари, Албанија ќе влезе, не верувам, али не исклучувам затоа што тие се пулени на американците, ако американците постават нели така услов, ултиматум, не го исклучувам. Иначе Црна Гора ќе ја прима 99% за да покаже дека проширувањето не е мртво, Албанија не. И знаете, према малку се знае, новата преговарачка рамка на Макрон од 2020 година, никој не ја пробал до сега. Таа е така направена да ниедна земја не може да стане членка. Ама тоа нема дилеми. Ќе ви кажам само еден пример. До таа рамка, кога некоја земја ги почне преговорите, само 1/3 од членките заедно, значи од 27, колку е 9, 3 по 9, 27. 1/3, да. Да, значи, само 1/3 заедно може да го спречат и да го прекинат преговорите на било која земја. Сега, според новата порачка, секоја земја има право. Така. И што мислите вие? Грција и Бугарија ќе не дават да продолжиме да преговараме и сите земји членки имаат право да директно кај земјата кандидат која преговара, да на лице место проверуваат и контролираат. Па ние ако дај Боже да почнеме преговори, али не по добри услови. Значи ние да ги почнеме утре преговорите, ќе имаме 15 бугарски, грчки мисии кои ќе чешлаат све. Да. А слушајте, тие нема да дадат во добра волја. Така. А секоја спомнам добра волја има уште нешто. Значи, во нашата рамка која веќе ја квалификувавме како нелегална, бидејќи е надвор од сите, разбирате, поставува како филтер договори, односно записници се протоколите кои ќе ги потпишуваат после долго време. Како може тоа? Кој дава нејзино право? Тоа е против сите
основни услови и критериуми на меѓународното право. Значи, никој не и дава таква право да поставува. Али велам, значи, и без тоа, кога ќе дојдеме во некаква таква фаза, овие на дневна основа ќе не блокираат. И тоа е според преговарачката рамка и не треба да бараме ние да размислуваме дека може да се појават такви блокади. Ама тие се иманентни, тие се скоро да ги набележале, разбирате. И кога спомнав ова околу добрата волја, видите, во членот 5 од преговарачката рамка пише Македонија мора да ги спроведе договорите со Бугарија и со Грција во добра волја, а истовремено Грција и Бугарија тие договори не само што не ги спроведуваат, него ги злоупотребуваат. Така. Че како можеш да бараш од мене едно од кршењето на меѓународното право? Да. Ти од мене бараш да го спроведувам договор во добра волја, а толерираш да Грција и Бугарија не ги спроведуваат и ги игнорираат. Тие земаат тие све нившто им одговараше и друго не постои, разбирате. Така да договорот за непријателство, меѓу другото, една од клучните такво за нас, од наш интерес точки е дека Бугарија ќе го поддржува нашето членство во Европската Унија. Што прави, го блокира? Готово. Значи договорот не важи. Преспанскиот немаат исполнето, едно знакче немаат сменето. Не само тоа. Така, готово. Ништо нема спроведено, трите протоколи не ги спроведуваат и знаете и во двата договори, тие двата договори се апсолутно веќе неважечки. Значи во овој договор со Бугарија постои вика формирана пример според тој член 14 кај што се и протоколите вика формирана е меѓувладина министерска комисија на чело со министерот за ворешни работи, кој еднош годишно редовно треба да се состанува и да донесува записници или протоколи. Од 8 години само 2 пати. Значи со други зборови, еден клучен дел не се спроведува ли клучен дел, договорот не важи, да не зборуваме сите други елементи, поддршката и така натака. Во договорот со Грција постои дека ќе се формира меѓувладина конференција на ниво на премиери, која секоја година треба да врши ревизија што е направено. Ништо нема тоа. 8 години, 7 всушност, не, 8 е 18-тата што зборувам. 18-та, 8 години. После беше промената на името. Ни еднаш таквата конференција не е одржана, значи со други зборови, а тоа е клучен дел, ако ти нивото на премиери или на министри кои треба да ја потврдуваат, да го потврдуваат животот на тие договори не функционира, така не функционира. Значи сите аргументи наши се и во врска со вториот протокол кој е апсолутно надвор од сите критериуми. Вториот протокол е подпишан 17 дена откако тој влезе во преговарачката рамка. Тој е криминал. Тој е една злоупотреба на меѓународното право на еден класичен начин. Значи и во него вториот протокол кој треба да биде према тој член 12 на договорот за непријателство со Бугарија, тој треба да биде значи меѓувладина комисија на министрите да врши годишна ревизија како се спроведува договорот. И ако има некои проблеми да ги решава, разбирате. Значи, али мора да се застанува редовно секоја година. Значи, министрите треба да седнат и да анализираат каква работа има, како може да се меша тука Европската Унија со својата преговарачка рамка во нешто што е технички билатерален проблем. И овој вториот протокол, да се вратам на тоа, не само што не е една ревизија, што е една анализа на спроведување на договорот, прво е натре е промената на уставот, која што нема ниво договорот за непријателство, второ има уште 15 услови за Македонија. Значи тоа не е протокол за реализација на договорот за непријателство, тоа е еден нов практички билатерален договор. А во точката 13, во членот 13 од договорот за непријателство стои било каков, значи тоа е класичен анекс на договорот. Било каков анекс на договорот мора да биде ратификуван во собранието. Значи не важи. Нелегален е, не важи, а ние според него, разбирате, се плашиме да го повлечеме него и тука Уставниот суд игра една негативна улога. Преку година дена е иницијативата, апликацијата на Лилјана Поповска да се преиспита тој, велам. Сите, значи, треба да си, не да си правник, да си неписмен, ти мораш да го поништи тој, зашто е апсолутно надвор од сите узанси, од сите домашни. Значи, вториот протокол представува кршење
и на Копенхашките критериуми, представува кршење и на договорот за непријателство со Бугарија, представува кршење и на основните узанси на Европската унија. Како гледате на она лицемерие кое што повторно постојано излегува од Брисел, каде што велува дека тотално не може, никако нема шанси да се промени преговарачката рамка. Го видовме тоа многу пати не со Украина и со останативе дека се менува, се прави, но еве, ние треба да менуваме устав. Има земји што со векови го нема и нема никогаш да го променат уставот. Иако времето го јаде, ама нели, додаваат, прават, ама уставот не го менуваат. Сега ние ќе правиме пиши бриши на секој година две, нели? И со тоа немаме проблем, ама тие не можеле да променат таа страшна преговарачка рамка. Премногу е лицемерна работата. Тука се во право. Да. Знаете, тука грешката е пак наша. Преговарачката рамка, која е катастрофална, нелегална, неважечка, велам, спротивно на сите узанси на Унијата и на мигрантното право и све заедно, ние сме се согласиле со неа. Не, ние, значи, тие, ама да, пак сме ние. Ама ние сме, нема тука тие ние. Било кој во име на државата што бил на функција, меѓутоа, знаете, меѓународните договори, ова се работи за записници, меѓународните договори рутински се потпишуваат, уште рутински се бришат. Така да, ние сме на потек. Европската Унија, зашто сите 27 земји ја застојат за таа преговарачка рамка? Затоа што ние сме се согласиле. Не сме прифатиле, што е наша шанса некаква, разбирате, али ние сме се согласиле. Ако вие се согласите за нешто, па јас ќе речам, немојте, тоа не ви одговара. Нема таква шанса, нема, поготово меѓународните односи и политика, нема тако нешто. Секој се грижи за своите интереси. Така да, ние сме ја прифатиле таа рамка, односно сме согласни со таа рамка. Тоа бил начинот, зеленото светло, сите 27 членки да се согласат со неа. И сега, ако ние не се повлечеме од тоа согласност, која сме ја дале, а тоа е повлекување на вториот протокол, кој е рековме нелегален, Европската Унија нити има можност, нити има потреба, нити некогаш ќе се повлече. Унијата, разбирате, меѓународните фактори прават само тоа што мораат. Ако нешто не морат и кога не се во право, тие ако не се присили, не го прават тоа. Така да, топката е во нашиот двор. Ако сакаме да излеземе од сококот, нашиот излез е, велам, тоа е смешно дури што се колебаме откажување на вториот протокол. Се друго што се предлага, размислува, ви реков, во денешен вестник двајца истакнати аналитичари зборат глупости и дека ми простат на изборот не ги споменувам по име, зборат глупости. Вика да ние почнеме да тргнеме. Како ќе почнеме да тргнеме? Ако знам дека не можам да стигнам на Моренец, не поваѓам. Или знам дека имам кола, имам пари, имам нели така купачи гаки, така гаки за капање и така натака, иначе не одам на море, разбирате. Вика да тргнеме ние. Така имаше Пецко на времето. Вика немаше бензин и Пецко им вика ај тргнете вие, па аз ќе ве стигнам. Така што да, приказката е таа, но еве вие лично предлагате една широка дипломатска офанзива преку еден детално елабориран меморандум и до Брисел и до членките, една македонска дипломатска офанзива да им се донесе вистината, да им се представи она што ни се случува и она неизбежно што мора да следи бидејќи инаку нема поента. Апсолутно. Видите, мора се признае дека новата политичка гарнитура направи мала револуција со откажувањето на промената на уставот, што предложи една убава формулација дека веќе го менуваме, али со одложено значење и така натака, ја смени реториката, престана да голта кнедли, престана да прифаќа да не псујат и да не плукаат, разбирате, меѓутоа се фали акција. Ние, ако не тргнеме во решавање и надминување на оваа ситуација, ќе одиме прудолу и ќе заглавиме и тоа до крај. Знаете, народот сакава Европската Унија. Прв, Европскката Унија моментално е помногу што срамна и недолична, разбирате. Сака да војува со Русија, место да ги прими земјите од Балканот, разбирате, не лаже дека не е мртво
проширувањето е не да е мртво, него погребано 3 метра под земја, разбирате, и ако не беше така, зашто даваат разни non-paper, разбирате, дека модалитети вам таму, или не примаш, или не примаш. Трети брзини, тоа шести, све, али треба да го разбереш тоа. Значи, топката е апсолутно во нашиот двор. Чекорот кој треба да го направиме е прост, едноставен, никој не може да ни го оспори. Имаме докажано нелегален втор протокол, кој ни создава обврски за промена на уставот. Можеме уште утре со нота, со најобична нота. Со најобична нота, добро, тоа треба да се направи една дипломатска офанзива, да се тоа објасни, да се, нели така се добие поддршка, разбирате. Се поништува тој, паѓа ултиматумот за промена на уставот, паѓа преговарачката рамка, која се повикува на главен столб на преговарачката рамка е вториот протокол, разбирате, и другите протоколи. Значи, од нас зависи, иако не преземе таков чекор, власта е пред голем предизвик, пред голем, да речам, ризик, ако сакате, затоа што, знаете, лесно е да се зборува, лесно е да се тако, меѓутоа акција. Да без акција нема резултат, нема успех. Вие велите дека ова време е време да се биде или не, и дека ако не го направиме тоа што треба да го направиме, а на добар пат сме, да, како што и констатирате и вие, разликата меѓу Бујар Османи и сега она што се случува на сцена, значи тоа беше неспоредливо. Се сеќавате како реагираше Ковачевски кога Рама го нарече западно-бугарски премиер, се изнасмеа, сладко беше тоа онака, нели? Заев секаде каде што ќе отидеше, тоа беше, нели, понижување. Да, сменета е работата, но да, велите дека е дефинитивно време да се биде или не? Крајно време. Да. Веќе немаме простор ни минимален, знаете што. Прво веќе гледаме, бидејќи нема напредок. Народот сака према Европската унија. Јас сум прв. Европската унија е цивилизацијско достигнување. Сега не се многу за фалење, ама тоа останува фактот, разбирате. Реформите што се прават и што добиваат нашите некакви признанија, се единствен начин да одиме напред. Меѓутоа, тоа е внатрешно. На дворешен план, разбирате, ако сакаме да се приближуваме по Брисел, мора да се тргне во акција. Инаку, веќе гледаме дека, бидејќи, ако вака продолжат, нема Европска унија, тоа да се разбереме. Тога, исклучено е дека било Софија, било Брисел, било што ќе променат да ни удоволат нас. Тоа е отпишано. Дека ќе ни дадат гаранции, тоа е апсолутно надвор од умот. Значи, само зависи од нас. И ако не тргнеме во таа насока, разбирате, опозицијата веќе почнува да буе, разбирате, почнува да грми секој ден дека што правите, нема Европска унија, и нема моментално. Тука се во право, а до година тоа ќе биде уште 3 пати погромогласно од една страна, албанците од друга страна од своји подтесни националистички причини на истата линија се, ќе создадат и тие своја криза во земјата, разбирате, и власта ќе се најде во небрано, разбирате. Тука нема излез ако не се тргне во радикални промени. Едини начин, ја ви го тврдам тоа, треба се земат странски експерти, пред се дипломатски, али и други, зашто знаете, Кина на времето, својот подем, својот невиден успех. Кина денеска е најголемото светско чудо на сите времења. Го постави на почетокот со странски експерти. Бараше менаџери од Германија, пензионирани, кои Германија ги праќаше како техничка помош, им даваше тие им даваа стан, кола, шофер, преведуваш, разбирате, со право да одлучуваат. И така почна тоа кинеско чудо, разбирате. Значи нас исто така, не подценувајќи се себе си, меѓутоа сепак немаме доволно искуство, немаме доволно луѓе, немаме државници, немаме луѓе искусни, немаме дипломати од светски калибар и нашите проблеми се уникатни во светот, разбирате. Светот учи од нив, а не камоли ние, така да нас ни се хитно потребни и со нивна помош да се тргне напред, да се појде во една офанзива, да се променат некои работи, да се откаже вториот протокол и само така Македонија ќе оди напред. Инаку, Европската унија за нас е избришена. Предвидувате дека доколку не се случи тоа во догледно време да настапиме како што треба, може да се случи повторно едно дежави на срекна нова 2016-17? Апсолутно, да? апсолутно. Знаете, народот сака во Европската унија. Европската унија е символ на достигнување.
Реформите се најважни, разбирате. Ако не направиме реформи, никогаш нема да не примат. Меѓутоа, на надворешно-политичката димензија, која е главна за Македонија од распадот на Југославија, тука сме слаби, разбирате. Да. Ние де факто на надворешно-политички план ништо не сме направиле во наш интерес. Све се следели туги интереси и странците после тоа сами ни велеле, па не ви ставивме ние пиштол на чело. Ние баравме да после направите нешто што беше интерес на нивната институција, вие прифаќавте, значи одговорноста е ваша и тоа е точно така, разбирате. Сега крајно време е да престанеме да слушаме што другите ни советуваат, него да тргнеме од сопствениот интерес и да почнеме да сечеме. Знаете, не можеш да успееш ако не си спремен да сечеш, да кршиш мразка што не можеш да поминеш, разбирате, и со крајната цел да тргнеме према Европската Унија, али не на нормална, здрава основа, која нема да не на првиот ќош да не фрли во бездна, него напротив ќе се отвори еден пат кој ќе биде малце подолгорочен, бидејќи ние во меѓувреме, да не забораваме, ние мораме да ги расчистиме односите со Бугарија. Бугари во уставот, македонци кај нив, или во уставот, или нека ги прифатат. Знаете, дека Бугарија не прифати дека сме ние посебен народ. Македонија нема никогаш да стигне во Европската Унија. Значи, ние тој меѓупростор, кога ќе се откаже вториот протокол, ние мораме да отворено, директно, офанзивно ги расчистиме односите со Бугарија. Не може да прифаќаме дека ние сме од 45-та година, јас сум до 42-та година, јас сум за нив бугари, разбирате. Така да внимавајте. Да. Сакате да ви кажам, значи, ние, ако не го расчистиме тоа, Бугарија е натре во Унијата и никогаш нема да проголта, ако не ги присилиме, дека сме ние друг народ, втор народ, а не сме бугари пород, односно втора бугарска држава. Имаме уште многу теми за отворање, ќе зборуваме за небулозата со преговорите со Украина, ќе зборуваме за најголемиот мировен, миротворен, како да го наречеме, проект кој што станува воен, тоа е Европската Унија, ќе зборуваме за она што се случува во светот. Со нас е амбасадорот Николски. Се враќаме веднаш по куциот блок реклами. Останете со нас. Се враќаме во За или против, мој гостин е амбасадорот Ристо Николски. Зборувавме за преговорите, амбасадоре. Во меѓувреме, еве неколку недели помина од почнувањето на преговори со Украина и со Молдавија. Ај што почна и, нели, не верувам дека нешто искрено се случува таму, тоа беше ветер во едра, сите знаеме. За Украина, бидејќи расположението таму го видовме со антирегрутационите немири кои што се случуваат во повеќе, не во Лвов и во останати градови, врие таму, со право, нормално, војната трае веќе 5 години, но еве почна преговори тие што почна, што се промени во однос на тоа, освен што нели Европа, да не кажам, го изгуби образот и порасна скептицизмот, бидејќи да, за Украина тоа делува, за Молдавија тоа делува, што правиме со тој, нели, така и не измислија Западен Балкан, што правиме со Балканот, бидејќи Западен Балкан не постои такво нешто, тоа е една европска измислица, како што и Азија не постои, Евроазија постои. Да. Видите, прво Европа е во еден хаос, второ е изгубена во Вселената. Ова раководство кое е таму, пред се премиерката фон дер Лајен, која е германка, и таа очигледно следи германската политика. Знаете, Германија после Втората светска војна беше апсолутно неутрализирана, наоружување никакво, сега тие добија зелено светло да можат да се наоружуваат и тргнаа во таа насока и ја поведе од цела Европа. Тоа е катастрофална грешка. Јас го повторувам и ќе кажам. Европската Унија не може да биде обединета, безбедна, напредна, прогресивна без Русија. Не само што е Русија најголемата држава во светот, преку 40% од територијата европска е Русија. Се ти ќе обединиш Европа без 40%, па тоа е инвалид, разбирате. Тоа е првото. Второто е што тие сакат да водат војна со Русија, водат веќе. И знаете, јас сум сериозно загрижен. После ова се прави со на таква огромна поддршка на НАТО на Украина, со овие длабоки напади на руска територија,
кои се почести, разбирате. Сега завчера 28 бродови им погодија во Црното море, Русија мора да одговори. Слушате, најстрашно е во дадената ситуација Русија да ја изгуби војната. Нема да ја изгуби. Тоа значи нуклеарен одговор. Почели нуклеарен одговор, Америка нема да врати, али веќе ќе биде Европа од 19-тиот век. Ќе бидеме вратени сите назад. Така да европската политика е неверојатно погрешна. И во тој контекст вие имате дека Украина ќе добие специјален статус, не така. Тоа е психолошки. Украина никогаш нема да влезе во Европската унија, пред се поради земјоделието, и бидејќи Европската унија нема се шири, ова Молдова ставаат како партнер, иначе ја издвоја. Германците, Мерц ги ја издвои, он напиша писмо за Украина кој го предложи тоа, а Молдова ја стави во групата со балканските држави. Значи, Европа моментално да се шири нема. Тоа е факт. Прво, ќе ги цитирам германскиот претходен канцелар Шолц беше. Шолц. Тој рече на берлинскиот процес, рече, балканските земји само заедно во пакет, значи никогаш. Косово не го признава, значи нема шанса теоретски. Дојде Мерц, во коалицијскиот договор стои балканските земји само во пакет. Значи тоа е трајна германска политика. Втор факт. Ова е преќе пред 3-4-5 години резултативе кои ги цитирам сега. 62% од французите и 67% од германците беа против проширување. Сега таа цифра е поголема. Разбирате? Така да проширување нема. Тоа треба да ми иде јасно. Ова што се прави со Украина, со Молдова и со Балканот, тактизирањето со Црна Гора, со Албанија и така натака, тоа е втора лига де факто. Тоа се нови столбови, тоа прво е Европската политичка заедница, кај што сите европски држави, вклучувајќи Британија, која имаше 4-5 веќе самити, последниот мислични беше во Тирана, и четирите столбови кои ги направи, кои ги пред 3-4 исто така години, кои ги пласираше фон дер Лајен. Првиот столб е поголем пристап на државите во европскиот заеднички пазар. Второто беше регионална соработка. Трето беа реформите во државите, кои велам, така се направени што никој не може да ги постигне за да влезе. Дори може и Црна Гора да ја спречат на крај заради покај другото од Хрватска со превлака. Знаете, полуостровот превлака остана спорен. Има уште други отворени прашања меѓу нив, само тие се посетни, али превлака е клучно. Во 2022 година се најде некое привремено решение, превлака и припадна на Хрватска, али водата околу неја може да ја користи Црна Гора. Значи не е решен проблемот. Да видиме како ќе се одвива тоа. Европа тоа нема да го дозволи да биде пречка ако решила да ја прими, како се вика, Црна Гора, така да ќе оди. Меѓутоа, велам, другите теоретска шанса нема теоретска шанса, и четвртиот столб на фон дер Лајен беше поголем пристап до фондовите, и тоа е ова за развој што ги дава тие 6 милиарди, и веќе тоа се реализира, велам, тие со тоа ја абсолвира работата, кога ново членство да сме живи и здрави. А велам, јас верувам дека Црна Гора ќе ја прима 600.000, не ништо еден поголем кварт во Брисел или во Париз, разбирате, а со тоа ќе покажат, не е мртво, не е мртво, проширувањето, а тоа е 3 метра под земја, разбирате, истовремено го закопуваат. Така да, тоа се реалности. Меѓутоа, знаете, суштината е, како што е и во секојдневниот живот, секој се бори за себе и за своето семејство прво, па после пошироко. Македонија мора да се бори за своите интереси, кои до сега ги игнорираше. Велам, 40 години од независноста, Македонија не презема речиси ни еден чекор за едно робусно бранење на своите интереси. Секогаш се повлекувавме, секогаш ни диктираат другите, секогаш ни голтавме кнедли, и крајне време, бидејќи веќе следните чекори ќе бидат бришење на македонците, бришење на македонската држава, како таква, и рече нема да има војна во регионот, тоа сум убеден, затоа што има ли војна околу Македонија или во регионот или околу Косово, тоа е нова балканска војна, еве ги русите назад, американците тоа не го сакат, а тие доминираат. Така да, ситуацијата е кристално јасна.
али ова што се случува во Украина загрижува, бидејќи како тргна да работите, Русија мора да одговори. Ова се прави веќе надвор од сите, тоа е војна на НАТО со Русија, веќе не е Украина и Русија, разбирате. Така да, велам, Русија мора да превземе чекори, тие чекори ќе бидат сериозно загрижувачки, разбирате, и мислам ќе отворат нови димензии, нови перспективи, нови опасности за развојот на регионот. Иначе, европската политика моментална е катастрофа, нешто што е надвор од умот, али очигледно тие немаат други капацитети. Како гледате на она што се случува во блискиот и односно на блискиот исток, нешто што исто така е топло-ладно, еден ден се готово се договорија, другиот ден повторно војна, па пак ќе се договорат, па пак војна, повторно имаме војна, повторно рипат цената скока на нафтените деривати, во Македонија се одразува тоа неминовно, дел сме од светот, не сме некој пуст остров таму по ѓаволите и морските вештерки. Еве денеска почувствувавме со дизелот, така функционира светот. Машала, да, но тоа е тоа, нели? Нема бегање. Тоа е Иран и сад како гледате на овој конфликт? Видите, војната во Иран е една непростлива американска грешка, лично на Трамп ми се чини. Тој се обиде да некои работи ги решава на еден насилен начин, сгреши, се ги изгоре прстите. Засега војната се одвива де факто во корист на Иран. Досега Иран де факто победи и претходниот меморандум кој беше подпишан на некој начин, што покажуваше дека не е решение, покажуваше сериозен пораст на Америка, меѓутоа очигледно незадоволството постои веројатно на двете страни, војната продолжува и таму да бидеме јасни. На Блискиот исток мир ради Израел, ради арапите, ради Иран, ради целината таа на односи таму, уште долго време ќе биде кризно подрачје и мислам би било мудро од американска страна да ги се повлечат сега, да дозволат. Мислам дека веќе има гаранции дека прво американците се повлекоа од договорот за иранската нуклеарна програма. Имаше договор подпишан со Франција, Германија, мислам Британија и така натака. Тие се повлекоа, разбирате. И после почна војната. Така да вината е апсолутно американска, тоа мора се каже, и би било мудро американците сепак да сватат дека таму со сила ајр не бива. Иранците покажаа дека се спремни да гинат, дека се спремни да се борат за своите права и никој нема право да им диктира и да каже дека ќе ги збишат со земја и ќе ги уништат. Тоа е во најмала рака неодговорно. Така да, велам, лично не очекувам таму разрешница која би била позитивна и која би нудила некаков траен мир. Проблемите ќе продолжат, меѓутоа треба да се направат максимални напори да проблемите бидат контролирани, да не ескалираат и да полека се тргне во една насока која е долгорочна, може би децени ќе треба да помине, да тамо се најде една усогласност. Имаше почеток на тој начин, дали Картер кој ги започна тие работи, сега не се сеќавам точно, кога некои од арапските држави ќе го прифатија Израел, значи почна една нова клима, една нова епоха, да така кажам, меѓутоа набрзо беше погазена и ова што се прави сега е катастрофална грешка. Ви благодарам што бевте мој гост. Ми беше задоволство. Ми беше чест. Ви благодарам и вам што бевте со нас, да сте ни живи и здрави и секако чувајте се многу.